Ovde je mrak i mrak ugreva. Crna magla zemlja pokriva. Во 12 години седење во државна фотелја, правосудните институции во Македонија не најдоа незаконско постапување кај струшкиот градоначалник Рамис Мерко од Дуј. Стеј департментот го стави на црната листа поради корупција, додека струшкото обвинителство ги отфрли 9 од 12 кривични пријави, во кој дел имаше и вакви наводи. Затворен и предметот за луксузното Ауди кое Мерко го купи со пари од граѓаните, а за кое беше отворена постапка од страна на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. До струшкиот суд стигна само еден обвинителен предлог, кој по кратко време беше повлечен, без образложение за јавноста, зашто обвинителот се откажал од гонење. Стеј департментот излезе со тврдење дека Мерко се мешал и во судски процеси, но без детали во кои предмети, за кои обвинети, како и дали еден од нив е оној во кој тој бил обвинет. Пријавите против Мерко ни со обвинителствата биле за злоупотреба на службената положба и овластувањето, несовесно работење во службата, оштетување туги предмети, непостапување според здравствени прописи во време на епидемија. Макфакс го контактираше Мерко со прашање за одлуката на САД да се најде на црната листа, како и дали стои на ставот дека никогаш не сторил нешто незаконски, но тој не одговори на нашите повици. Ги контактиравме функционерите од Дуј, Артен Груби и Бујар Османи, со прашање дали ќе побараат од Мерко да се повлече од градоначалничката функција, каква порака испрати САД со одлуката да се најде на црната листа, како и дали веруваат дека се точни наводите на Стеј департментот. Одговор нема. Мерко од 2021 година доби 4ти градоначалнички мандат. Оди контра заложбите на владата за спроведување на законите со цел воведување ред на плажите во Струга, но освен вербални пораки преку медиуми, се покажа дека не му можат ништо. Од биографијата на Мерко се добива впечаток дека тој е незаменлив. Кога ќе изгуби локалните избори, Мерко стана пратеник, а потоа и министер без ресор задолжен за странски инвестиции, се додека не дојдоа локалните избори кога се кандидираше и победи по трет пат. Додека бил градоначалник, неговата ќерка ја основа фирмата Евроколедж 2007, која во 2009 година го основа Меѓународниот универзитет во Струга. Од 2021 година на место Назмие Мерко, собственик е неговиот син Генс Мерко. Името на градоначалникот не фигурира, но оваа образовна институција во јавноста е познати како Универзитетот на Мерко.